Вечерва треба да финишира големата акција за чистење на Скопје. Фокусот беше даден на строгиот центар, односно плоштадот Камениот мост, Кеот, а за прв пат се чистеа и спомениците, кои беа валкани и со графити. На плоштадот Македонија е Јорданчо Цветановски. Јорданчо, ти ја следиш целата акција од почеток, има ли промена на плоштадот? Така е, Тања, акцијата се уште трае, Скопје интензивно се чисти и можам да кажам дека има голема промена на плоштадот. Улиците се значително почисти за разлика од минатото, кога навистина имаше многу ѓубре по нив и беа нечисти. Сега, како што може да забележи и нашата камера, и спомениците, меѓутоа и кеот на самата река Варда се чисти интензивно од противпожарните екипи со црево, со цистерни со вода, со цел да изгледаат што поубаво и за граѓаните, меѓутоа и за туристите. Инаку во текот на вчерашниот ден исто така се чиста на спомениците на плоштадот, особено оние се даде акцент на особено оние кои беа исчкртани со графити, меѓутоа сега можам да кажам дека изгледаат многу подобро за разлика од текот на вчерашниот ден. Исто така и во изминатите денови се чистеше и речното корито на реката Вардар со тешка механизација со цел да се исчисти целото ѓубре кое со години беше наталожено во нашата најголема река. Се стави фокус исто така и на Камениот мост, кој долги години е запуштен од надлежните институции и од државата, и токму поради тоа нашиот вклучување тука Линковско е токму под Камениот мост, односно поради тоа што дожд врне. Меѓутоа за тоа како тече целата акција го прашувам директно во живо новиот градоначалник на град Скопје, Орце Георгиевски. Господине Георгиевски, најпрво добар ден во вестите во Канал 5. Првично, како сте задоволни со оглед на тоа дека тука под самиот Камен мост ситуацијата е променета, а во минатото тука имаше навистина фекали и изгледаше грозно? Па добро, јас не е важно генерално како сум јас задоволен, важно е народот да биде задоволен од тоа на што го гледам како реакции во јавност од моите сограѓани. Постојано сум и јас на терен со екипите, забелешките се позитивни. Како што и вие споменавте, после долги години покажавме дека со посериозен труд и ангажман, кога сите ќе се фокусираме и ќе имаме желба да ги промениме работите, со минимални средства можеме да постигнеме видлив ефект, како што тоа е впрочем денес. Јас сум генерално презадоволен од оваа активност. Над 4.500 тони имаме отпад до сега депонирано во Дрисла или споредбено. Тоа е 4 до 5 пати повеќе од било кога во минатото за викенд што се депонирал отпад. Над 2500 работници на кои што исклучително сум им благодарен се вклучија во оваа активност. Тоа се луѓе од јавните предпријатија за кои што народот и досега издвојувал средства, плаќал за нивните плати, но за жал немало некој да ги изменаџира. Покажавме дека има сериозни луѓе во институциите и што е најважно, откако оваа акција ќе заврши вечерва, ние ќе продолжиме во континуитет ваква слика блескава да правиме за градот Скопје, затоа што нашиот народ тоа го заслужува. Вечерва официјално завршува и првичната генералка, 72 часа за почисто Скопје. Што е следно? Дали ќе продолжи да се чисти градот и кои ќе бидат најкритични точки кои ќе бидат опфатени од генералките во иднина? Па, знаете како, ние започнавме веќе со третман на вардариште. Сериозен фокус ќе имам во зимскиот период, земејќи во предвид дека во зима нема да можеме да асфалтираме. Ќе се фокусирам на проектите 4 кои што се заостанати со години, да ги решиме имотно-правните односи за брзо време од денес да го видат светлото на денот, односно да бидат реализирани конечно, како клучката Момин поток, булеварот Борис Трековски, двата моста Генерал Михајло Апостолски и Љубљанска, но дополнително во петок имам ребаланс и ќе бидете сведоци за многу проекти што ќе ги отпочнеме заедно со мојот тим да ги работиме во наредниот период, заедно со градската администрација, заедно со јавните предпријатија. Она што е важно, што е и го бараат граѓаните, ова не смее да запре вечерва и ние мора да имаме стабилен континуитет. односно систем кој што ќе биде постојано функционален. Ние од немањето на систем се доведовме во состојба да градот биде целосно девастиран и руиниран изминатиот период, а покажавме реално за 72 часа и тоа ми беше целта, да покажеме дека можеме да ги промениме работите. Некогаш многу малку чини нешто, а многу значи за граѓаните, тоа практично го покажавме со оваа активност. Имаме промени на распоредот, онаму каде што има поголема потреба и поредовно да бидат присутни екипите ќе бидат. За прв пат после
години на плоштадот ќе има постојано дежурна екипа која што единствена работа и задача ќе биде движењето тука, односно нормализирање на состојбите поврзано со функционалноста на плоштадот. Во парковите ќе има дежурни екипи. Од друга страна, сето тоа ќе биде сведено во една нормална состојба во која што граѓаните постојано ќе може да ги посетуваат овие места без да бидат местата во состојба какви што беа изминатиот период. Дел од граѓаните гласно критикуваат дека оваа акција можеше и порано да се случи. Кој е вашиот став околу тоа? Зошто оваа акција порано не можеше да се случи и зошто вие градоначалниците дали немавте надлежност да смогнете си да го исчистите Скопје? Кој е вашиот коментар? Ја апсолутно ги разбирам реакциите на граѓаните, но нашите сограѓани ме знаат дека секогаш сум искрен во она што го говорам. Во понеделникот во градот Скопје и во комуналната хигиена имаше 16 исправни машини. Сега денес над 40 машини се исправни собственост на комунална хигиена, кои што се адаптирани за реално многу кратко време. Во минатото, јас не бев градоначалник, ниту пак имав ингеренција, ниту било кој од моите колеги да действуваме во комунална хигиена, знаете и самите. Многу пати апелиравме, многу пати како градоначалници на скопските општини апелиравме до градот, дури излегувавме, интервениравме. Но едно е јавните предпријатија и моќта на јавните предпријатија и од аспект на механизација и од аспект на човечки ресурси да излезе и да сработи работата како тоа што го правиме денес, а друго е ние со десеткувана механизација како општини да се грижиме за тоа. И тука нормално ќе го споменам и фактот што во минатото ние знаете дека бевме соочени и со состојби на целосна блокада од страна на градот и при тоа ни беа изрекувани и казни. Јас бев еден од градоначалниците кој што беше казнет од страна на градот Скопје затоа што депонирав отпад пред Дрисла кога не ми беше овозможен пристап. Така да јас на граѓаните можам со сигурност да им ветам дека никогаш повеќе нема да дозволам да има слики како во минатото во градот Скопје. Дека ќе дадам се од себе до последен атом заедно со мојот тим, заедно со сите вработени во јавните предпријатија за кои што плаќаат нашите скопјани, да бидат постојано на терен и да дадат се од себе да градот има една нормална состојба каква што имаме денес. Над 100 морам да споменам вкупно камиони беа вклучени во оваа активност, доста помогна и скопските градоначалници, односно од околните општини, помогна и колегата од Кавадарци, сакам да се заблагодарам јавно, колегата од Штип и колегата од Велес. И верувам дека во текот на наредната недела ќе ги нормализираме целосно состојбите, така да нема да не биде потребна дополнителна помош од страна. Така, за крај, ме интересира дали овие акции со чистење на скалите на кеот, самиот камен мост, тоа што знаеме дека имаше човечки измити фекалии под нашето можеби најзначајно здание што го има Скопје, дали ќе бидат зачестени во иднина овие акции? Секако ќе поведеме постапка како ќе дозволат временските услови, прво да ги осветлиме овие делови. Тоа недостасува. Изминативе 2 дена поставуваме и канделабри кои што со години ги имаше градот, но не беа поставени за жал, затоа што знаете и во тој дел немало внимание она како што треба, ниту па некој сакал тоа да го направи. Значи тоа се ситници, имате на располагање се, само требаше некој да ги монтира, ги монтиравме и секако дека во предвид ќе ги земеме овие позиции. Јас како дете сум израснал на овој дел од Кеот, заедно со моите пријатели, другари, сакам и моето дете овде да расте во нормални услови. Овде имаше 2 метра талок до синек. Еве сега е нормализирана состојбата. Така што овие акции ќе станат рутина и постојан континуитет и ќе се зачестуваат. Нема да биде повеќе во Скопје атракција дека ќе се перат улиците. Тоа ќе биде нормална појава и мораме така да функционираме. Нема да биде атракција, еве, кеот и скалите да се перат. Тоа ќе биде нормална рутинска работа. Нема да се перат секој ден, но еднаш во неделата ќе се смогнат сили вработените во јавните предпријатија затоа што тој им е единствената задача да го прават тоа, затоа што народот го заслужува тоа. Ви благодарам за вашето гостување. Ми беше чест. Така, тоа беше градоначалникот Торчо Георгиевски во врска со генералката која се случува во Скопје, завршува вечерва. А што велат граѓаните во врска со ова чистење на Скопје? Велат дека тоа можело, нели, дел од нив велат дека тоа можело порано да се случи, меѓутоа сметаат дека и одговорноста за тоа како изгледа Скопје е кај нас самите граѓаните. Да слушнеме тука што кажа дел од нашите анкетирани. Почисто е. Од што беше, па се не знам. Така, каде живеете вие? Јас живеам во Портавлај. Како е таму ситуацијата, дали... Па е чисто, веќе сега околу контејнерите ги нема тоа што имаше таа нечистотија. И самите ние сме малце
криви затоа што ние место да го ставиме ѓубрето во контењерите, ние го ставаме до контењерите, го фрламе. Сме дошле до тука, а за метро-две не сакаме да... Можеш и порано да се чисти. Можеш и порано да се чисти. Сега нормално дека е добро. Граѓаните каде сме ние тука. Оти тоа ѓубре ние го правиме. Нели, граѓаните... И ние носиме дел од одговорност. Апсолутно. Апсолутно ние носиме дел одговорност и за тоа ние треба да бидеме свесни, како да кажам. Не сега комунална не го чистеше. Да, тоа е еден по-суштински проблем. Сака сега да не го елаборираме, разгледуваме тој проблем. Но и ние граѓаните придонесуваме во најголема мера за една таква ситуација невидена. За мене, јас сум тука роден, цел живот сум тука, ова е невидено нешто. Досега Ама не само во Скопје. Немало. Ама не само во Скопје, не сум видел кај год што сум прошетал. Регионот и подалеку, ова прв пат видено е за мене. Јорданчо, ти благодарам за сите информации од плоштадот во центарот на Скопје. Секако останува екипата да ја следи состојбата и повторно ќе имаме вклучување во следните вести во 18 часот.